Значи, прво го оценувам овој како политички настан, не како протест. Заради тоа што претходниот ден сите социјални мрежи беа обседнати со информацијата дека ќе се протестира против Социјалдемократскиот сојуз во 15 до 12. Сега упатувам порака до тие што се труделе толку многу на социјални мрежи дека некако не им оди во кумано. 7 трактори кои што ги добија од владата на Република Македонија, тие 7 веројатно членови на ВМРО-ДПМНЕ, и оние кои што беа вчера на протестот пред зградата на Социјалдемократскиот сојуз, кои што ме повикуваа мене да си ја работам својата работа, навистина не се никакви земјоделци, заради тоа што гледате дека можеше да се видат вработени во секторот за внатрешни работи, вработен во Министерство за земјоделие и може да биде земјоделец само заради тоа што работи во Министерство за земјоделие или за тоа што потекнува од Режановци, е мажена во Тромеѓа. Имаше луѓе кои што врска немаат со ниту еден сегмент или не виделе како се обработува земјоделие, меѓутоа јас како пратеник сум спремен да разговарам и со сите нив. Ги повикувам да оствариме една заедничка средба на која што ќе поразговараме и ќе ги прашам дали сакаат да нивните идни генерации, нивните деца, оваа влада ги задолжи и да додека се живи враќаат долгови кои што биле резултат на ова владење на ВМРО-ДПМНЕ. Втората работа, сакам да ги повикам сите нив, јавно да излезат и да кажат дали во Република Македонија некој земал барем 1 денар субвенции за 2012 година. Чиста манипулација. Значи, буџетот за 2012 година веќе цела година одмина со тој буџет. Ниту 1 денар субвенции за 2012 година нема исплатено, а тоа требаше да се прави со овој буџет сега. Значи, чиста манипулација е дека нема да се исплаќаат субвенции во 2013 година, а парите не се земени во 2012 година. Владата на ВМРО-ДПМНЕ треба да одговори на земјоделците зошто дозволи да пред време потроши цел еден буџет од 3 милиарди евра на други расходи. Зошто наместо да се дават пари на земјоделци за субвенции, за купување на ѓубриво, за купување на нафта, за купување на семенски материјал, парите ги вложуваат во бронза и во бетон и во Скопје и ги даваат за рекламирање на владата на Република Македонија. Мислам дека не треба никој граѓанин на Кумано да подлегнува на злоупотреби и на манипулации. Тие што вчера беа злоупотребени, од мене им е простено и ги повикувам на уште една средба да сите заедно поразговараме во однос на штедењето. Јас сум уверен дека после разговорите тие ќе застанат во поддршка на мене и на мојата политичка опција Социјалдемократскиот сојуз да направиме заштеди и да не ја задолжиме Република Македонија со нови 300 милиони евра.